Добро вечер, јас сум Ивана Алексовска, вие го следите Дневникот на Телевизија Плюс. Останете со нас, се враќаме веднаш по кратките најави. Димитриевски на средба со командантот на Сибрик. Стипендирање на ученици со попреченост во Став. Промовирана монографијата Октет Куманово. Градоначалникот на општина Куманово, Максим Димитриевски, денеска во просториите на општината оствари средба со командантот на бригадата на Југоисточна Европа Сибрик. Мисијата на Сибрик во следните 6 години ќе биде стационирана во касарната Боро Менков. Повеќе од прилогот што следува. Мисијата на Сибрик во следните 6 години ќе биде стационирана во касарната Боро Менков и се состои од 6 армии во регионот, рече градоначалникот Максим Димитриевски по денешната средба со командантот на бригадата на Југоисточна Европа. Димитриевски вели голема е честа што мисијата е во Куманово, а од граѓаните побара овие луѓе да ги прифатат како своји. Им посакувам убав престој, посакувам високо ниво на соработка. Воедно апелирам до граѓаните на нашиот град да бидат прифатени како своји. Им посакувам на нив да се чувствуваат како дома и се надевам дека ќе бидат секогаш подготвени, но нема да добијат можност да ги извршат своите задачи кои што се однесуваат на спасувачки мисии, хуманитарни кризи и така натаму. Секогаш ваквите мисии се добре дојдени во нашиот град. Граѓаните на општина Куманово од секогаш имале позитивно мислење за армијата, ја прифаќале како своја, бидејќи оваа се наши коалицијски партнери, стратешки партнери со кои што соработуваме не само на национално, регионално, туку и интернационално ниво. Градоначалникот Димитриевски вели дека ќе се направи повеќе во делот на цивилно-воената соработка меѓу општината и Сибрик, со оглед дека и соработката со АРМ е на највисоко ниво. Бригадниот генерал истакна дека на средбата биле нагласени аспектите од идната соработка. As you know, Sibrik will be hosted at Kumanovo for the next 6 years. Како што знаете, Сибрик ќе биде во гостин во Куманово наредните 6 години. I will take the chance to give you a short information about who are we, who is your new neighbor. Ќе искористам ова прилика да ви се представам, да кажеме кои сме ние. Sibrik is a multinational peace force. Значи Сибрик е мултинационална мировна мисија. The participating states in alphabetical order are Albania, Bulgaria, Greece, North Macedonia, Romania and Turkey. Значи учесници се Албанија, Бугарија, Романија, Грција, Македонија, Северна Македонија и Турција. The establishing agreement of our organization was signed in this country in 1998 in Skopje. Значи договорот беше првично потпишан во 1998 година во Скопје. 1 year later, the brigade was activated in the first host nation, which for the headquarter, Bulgaria. Значи, после една година, ние почнавме активно да работиме со првично појавување во Бугарија. The next host nations for our headquarters were Romania, следни беа Романија, Turkey, Турција, Greece, and now North и Macedonia. сега Северна Македонија. Како што посочи командантот на Сибрик, нивната мисија е да одржуваат мир преку соработка, а одлуката е донесена преку консензус со одобрение на министрите за надворешни работи од земјите учеснички. Измамите со лажни сообраќајни незгоди продолжуваат понатаму, па овој пат на мета на криминалците бил постармаш од Куманово. Вчера изутрина во 9 часот и 30 минути во СВР Куманово, 54 годишна жена од Куманово пријавила дека на 14 септември едно лице се обидело да го измами нејзиниот 86 годишен татко за сума од 10.000 евра. Информираат од секторот за внатрешни работи. Според пријавеното, лицето се јавило на нејзиниот татко и го известило дека неговите ќерка и зет направиле сообраќајна незгода во која починал малолетник мигрант, пошто од него побарале 35.000 евра за да не оди зет му во затвор. 86 годишникот прифатил да им даде 10.000 евра, а откако тргнал на договореното место за примопредавање на парите, се јавил на ќерка му која го информирала дека немале направено сообраќајна незгода и дека лицето се обидува да го измами. Полицијата презема мерки за расчистување на случајот.
За стипендирање на ученици со попреченост во прво и второ оделение, каков е интересот за објавениот оглас, може ли да аплицираат ученици од целата држава или проектот Биди ин, биди инклузивен, биди инклудиран, се спроведува во одредени општини, ке слушнете вечерва во емисијата Став, во која гостуваат Бранка Џајковска од фондацијата Чекор по Чекор и Благица Димитровска од Сдруженијето Инклузива. Проектот само што започна на 1 септември оваа година. Овој проект е финансиран од Европската унија, го спроведува нашата фондација, фондацијата Чекор по Чекор, во соработка со две невладини организации, тоа се организацијата Инклузива од Куманово и Хиндима Котетово. Проектот го спроведуваме и заедно во соработка со Министерството за образование и наука и Бирото за развој на образованието. Проектот е со време трајање од 3 години, така што нашите активности, овие за кои што ќе позборуваме денеска, ќе траат до 2023 година. И главната цел на овој проект е да направиме целосна и суштинска вклученост на лицата со попреченост во редовното основно образование. Па вчера беше првиот ден од како беше објавен огласот завчера. И бевме пријатно изненадени од одзивот на родителите. Постојано доаѓаат во нашата канцеларија, но и праќаат на емайл адресата на Инклузива. Секако им треба првична помош во однос на кои документи треба да ги достават, како да ја потполнат пријавата. Тука сме ние како тим кој работи на овој проект, што им пружаме поддршка и понатаму ќе им пружаме поддршка. Секако и утрово, веднаш по влегувањето во канцеларијата почна да доаѓаат родители, постои голем интерес затоа што досега никој не помислил дека на родителите им е потребна финансиска поддршка за да можат да го издржат оној напор, но и трошоците што ги превземаат при вклучување на децата во образовниот процес. Министерството за здравство информира дека во последните 24 часа се направени 1545 тестирања, а регистрирани се 144 нови случаи на COVID-19. Од нив 11 новозаболени се од Куманово. Денеска Институтот за јавно здравје регистрира 97 оздравени пациенти, од кои 33 пациенти се кумановци. Надлежните соопштуваат дека во изминатото деноноќие починале 8 лица, меѓу нив и еден пациент од Куманово на 48 годишна возраст. По повод 37 годишното постојање, вчера вечер во ресторан Грација беше промовирана монографијата Октет Куманово на авторот Петар Николовски. Културниот настан е во организација на Фондацијата за култура и спорт Куманово, а под покровителство на градоначалникот и Советот на општина Куманово. 37 годишното постоење на Октет Куманово вчера вечер во ресторан Грација беше одбележано со промоција на истоимената монографија од авторот Петар Николовски. Октет Куманово остави траен белег со тоа што интерпретиравте голем број македонски народни изворни песни од кумановското поднебје и пошироко и го представивте кумановскиот дух и специфичниот темперамент во вистинска смисла на зборот, такви какви што сме упорни и истрајни, рече во своето обраќање пред присутните градоначалникот Максим Димитриевски. Имав привилегија да присуствувам на одредени проби, настани, ваши настапи и секако во оној најбитниот сегмент во делот на компонирањето и пишувањето на аранжманите со мојот веќе покоен, за жал, Течо Мичо. Дојде Нино, само што станав градоначалник, и вели: имаме една институција во Куманово која што е оставена по страна. Тлее, стара е, но полна е со енергија. И се уште може да даде. Велам, која е таа, викам, институција некоја? Си помисли првично зграда, некоја државна институција и така надо, вика, тоа е Октет Куманово. Ајде, вика, да се обидеме, да направиме нешто сите заедно и повторно да ги искористиме луѓето кои што се уште се тука со нас, за жал некои и замина и ќе ги помниме по добри и убави моменти, да оставиме еден траен белег, но и на тој начин да се обидеме да направиме одредена индоктринација на помладите луѓе,
за да се возобнови и подмлади составот. И токму вечерва тоа го имаме пред нас, благодарејќи на Чичко Петра. Благодарејќи на сите вас. Поддршката логистичко, техничко, материјална дојде од општината и граѓаните на Куманово, од граѓаните, повторно, за граѓаните. Идејата за пишување на монографијата произлегла во јули минатата година. На 15 март годинава книгата била отпечатена и после 2 дена закажана промоција, но плановите се смениле поради корона ситуацијата, вели авторот, член на Октет Куманово, Петар Николовски. Моето авторство за книгава го подарувам на Октетот Куманово. Не само на овие што се членови овдека присутни, него и на сите оние што некогаш продефилирале, а ги има 15-тина, продефилирале низ Октетот одреден период, се повлекле и така натаму, и пред се на оние кои не се веќе меѓу нас. Значи, тука ќе се подсетиме во монографијата и за нивното постоење. Многу силна молба и апел до сите вас овдека присутни. Немојте да дозволите, јас ја нареков во монографијата институција Октет Куманово и гледам и сите новинари го тоа прифатија како една реалност. Значи, да не дозволи Куманово, пред се мислам на сите релевантни институции и поединци, со завршување на ова промоција на монографија да згасне институцијата Октет Куманово. Ние у свое време пионери на Октет Куманово, кој го формиравме, а сега ветерани, сакаме палката наша да ја подариме, да ја предадеме на некоја друг ентузијаста или некои ентузијасти кои би се нафатиле со нелесен пат да направат формирање на некои нови сили, но со истото име Октет Куманово. Па нека биде тоа барем за следните 100 години. Октет Куманово настанал пред 37 години по иницијатива и под музичко раководство на Миодраг Божиновски Мичо, за кој напишал 250 песни. Промоцијата на монографијата е во организација на Фондацијата за култура и спорт Куманово, а под покровителство на градоначалникот и Советот на општина Куманово. Пред градскиот базен денеска беше промовиран проектот "Ослободи го умот од корупција" на Сдруженијето на граѓани Театар Боеми. Проектот е составен од интерактивна театарска представа, документарен филм, истражување, научна студија и социјална мрежа за долгорочно суштинско надминување на корупцијата во нашата земја. Повеќе од изјавите што следуваат. Се работи за долгорочен проект на развој на земјата во сите нејзини сегменти, бидејќи имаме и студија и анализата покажа дека само сеопфатен развој на земјата може да биде клучен за сериозно надминување на проблемите во кои ние се наоѓаме, особено на корупцијата. И во таа смисла проектот опфаќа снимање на филм, подготовка на студија во сите општини во земјата, 79 и градот Скопје. Сформираме локални совети за развој кои ќе бидат во иднина носешка структура на сите активности. Проектот ќе се занимава со опфаќање на сите развојни проекти, поврзување на развојната компонента од локално ниво со национално и меѓународно ниво и вкупниот проект сметаме дека во иднина ќе биде еден од нашите дополнителни мотори за нашето интегрирање и во Европската Унија и во современиот развоен свет. Што се однесува до проектот, тој е иницииран од Сдруженијето на граѓани Театар Боеми, поддржан е уште од 7 други граѓански организации и компании. Иницијално проектот е поддржан од Американската амбасада, а исто така е под покровителство на председателот на државата, господинот Стево Пендаровски, и можам да кажам дека има консензус за овој проект во институциите. Министерството за локална самоуправа е главен партнер, сите општини се носители на проектот и седиштето на проектот генерално во државата е во општините. Од секоја општина има по 20 представници и овие локални совети што ќе ги формираме ќе бидат интегрирани и ќе работат во рамките на општините. Така да долгорочно сметаме дека вкупната
ова наша активност ќе даде сериозен резултат и за крај да кажам дека има 3 сајта на македонски, на албански и на англиски. На македонски е развој.мк, на албански е захвилим.мк и на англиски е development.mk. Вкупниот проект тројазично се презентира и на сите социјални мрежи е присутен. Отворен е за сите граѓани кои имаат желба и сакаат да се вклучат во процесот. Крајно транспарентно функционираме, така да можат на еден од овие портали или пак на социјалните мрежи, исто под развој за Захвилим Development, да не најдат и да се приклучат. Особено ми представува голема чест и задоволство што сме во ваков број во нашиот град на промоцијата на проектот Ослободи го умот од корупција, Happy Hippo Show. Голем поздрав до сите присутни во име на градоначалникот Максим Димитриевски, кој во моментот е оправдано отсутен, не е присутен на денешниот настан, и поздрав од тимот на општината, како и во моје име, јас како представник на Оделението за локален економски развој, Гоце Јовановски, во општина Куманово. Значи, ова се работи за проектот Ослободи го умот од корупција, Happy Hippo Show, што тука се вклучени 30 града во нашата држава, вклучувајќи го и нашиот град како општина Куманово за поуспешно реализирање во овие настани. Следната недела на 24 септември со почеток во 10 часот во големата сала во поранешен комитет ќе се одржи јавна расправа по однос на нацрт одлуката за долгорочно домашно задолжување на општина Куманово во рамки на вториот проект за подобрување на општинските услуги. Поради протоколите за заштита од COVID-19 се задолжуваат сите присутни лица задолжително да носат заштитна маска, да одржуваат социјална дистанца од 2 метри и да вршат честа дезинфекција на раце за време на одржување на јавната расправа, стои во повикот од општина Куманово. Капацитетот на посетителите е ограничен согласно просторните услови, како и протоколите и мерките за спречување на внесување и ширење на коронавирусот COVID-19. Јавната расправа следува откако на последната седница на Советот на општина Куманово беше одлучено граѓаните, невладиниот сектор и локалната самоуправа на јавна расправа да дискутираат за предлогот општина Куманово да се задолжи 1 милион евра, средства со кои на јавните предпријатија ќе им обезбеди нова техничка опрема. И да ги погледнеме кратките вести од Македонија. Учебната 2020-2021 ќе се одвива преку националната платформа за онлайн учење, која е инклузивна, едноставна за користење и нуди учење на 5 јазици. Платформата е практична, лесна за користење и го доближува образованието и наставните содржини до учениците на каналите кои тие секако често ги користат. Ученикот преку компјутер или телефон ќе може да ја гледа училницата и наставникот и ќе може да ги користи сите поставени аудио и видео материјали на платформата и да ги изработува домашните задачи, а наставата нема да биде здодевна и ќе има брзи квизови, тестови и други иновативни содржини. Обуките за користење во прво ниво опфатиле 30 национални обучувачи, во второ ниво се опфатени 1600 наставници номинирани за училишни обучувачи и тие понатаму ќе треба да ги обучат сите наставници на ниво на поедини училишта. Премиерот Зоран Заев на денешната пресконференција за промоцијата на платформата ги повика сите и наставниците и родителите да го поддржат процесот. Националната платформа за учење од далечина е резултат на соработката на Министерството за образование и наука, Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство и МАСИТ. Училиштата ќе отпечатат материјали за учење од дома за 40.000 деца кои немаат техничка опрема за следење на онлайн наставата. Тоа е затекната состојба која не може да се надмине во период од 1 месец. За тие деца ќе имаме часови што ќе бидат поставени на националната телевизија, на каналите што се веќе обезбедени и преку нив тие ќе може да бидат изложени на информациите што треба да ги добијат во училиште, рече министерката за образование Мила Царовска. Тие деца исто така ќе бидат подложни на оценувањето во училиштата.
Министерот за здравство Венко Филипче во однос на враќањето на дел од хронично болните лица на работа изјави дека мерките се добро проценети и анализирани пред да се имплементираат. Не се враќаат сите на работа, туку лекар специјалист проценува кој ќе оди на работа, а кој не. Не само на кого му е влошена болеста, туку и пациент кој е во фаза на болеста и има тип на хронична дијагноза со таква шифра, а треба да биде заштитен во следните 6 месеци. Затоа ние го сменивме правилникот за боледување во Фондот за здравствено осигурување. Тоа значи дека ги одделуваме хроничните болни кои што се во рамките на една категорија и имаат иста шифра на болеста. Значи не е точно дека сите пациенти со хронични болести се враќаат на работа. Се враќаат тие кои што може да работат согласно проценката на лекарот специјалист, потенцираше Филипче. Времето денеска во Куманово беше променливо сончево. Максималната температура достигна 28 степени Целзиусови, а минималната беше 13. И за утре метеоролозите најавуваат променливо сончево време со облачни периоди. Максималната температура ќе се искачи до 26 степени Целзиусови, а минималната ќе изнесува 10 степени. Тука е крајот на дневникот. Ви благодарам за вниманието. Имајте пријатна вечер.